Дел од најавените реформи во образованието што ги креира Министерството за образование и наука и предлогот за дигитализација на учебниците, односно промена на Законот за учебници и други дидактички материјали во основното и средното образование. На идејата печатени учебници повеќе да нема, жестоко се спротивставија поголема група на граѓани, кои сметаат дека децата треба да учат од печатени учебници. Нивните барања за стоп на оваа реформа и промените на овој закон вчера ги упатија до ресорното министерство, каде што остварија и средба и се заканија дека доколку тие не бидат разгледани и усвоени, ќе излезат и на протести. На оваа тема разговараме со Драгана Спасевска, креаторка на групата Учебници и настава мора да има, која до овој момент брои 75.000 членови. Има голем интерес и голема поддршка од родители, можеби наставници. Добар ден, Драгана. Добар ден и вам. Само да ја известам јавноста дека во интерес на соочување на аргументите поканивме и представници од МОН, но дебатата ја одбија со образложение дека тие го кажале своето и доволно биле присутни досега во медиумите на оваа тема. Сепак, ние ќе говориме за вашите ставови и еве да почнеме од тоа зошто се спротивставувате на оваа реформа на дигитализација и промени на Законот за дидактички материјали во основното и средното образование. Се спротивставуваме ние пред се како родители. Јас групата ја оформив чисто да ги осознам мислењата на другите родители во земјата и јас искрено не очекував дека јас ќе достигнам до 75.000 членови, кои што сите сме одлучи дека печатените учебници треба да останат во образовниот систем. Зошто? Има многу земји кои што ја имплементирале целосната дигитализација, меѓутоа со ефектите кои што ги имале, а тоа се негативни, повторно се вратиле на печатените учебници. Ние сами сме сведоци овие 2 години колку децата трпеа тешкоти во однос на онлайн наставата и самите сме свесни дека ова не е здрав начин на живот и дека ова не е здраво образование за децата. Така, но МОН, колку што бевме упатени, тврди дека сепак нели оваа онлайн настава која се случува минатава година, изминатава и половина од претходната година, дека беше нели нормално во услови на пандемија како што единствено мораше да се случи, доколку се би било во ред и наставата би се вратила физички во училниците. Во тој случај МОН уверува дека дигитализацијата подразбира дека учебниците ќе бидат ставени нели на некакви платформи онлайн, меѓутоа во консултирање наставата физички додека се одвива, таа ќе биде интерактивна, ќе се користат наставни ливчиња и дека тука некои големи промени нема. По вчерашната средба тие ни образложија и ни представија како тоа се би изгледало. Велат дека на самиот час, зборувам кога ќе се вратат во училиштите клупи, децата нема да имат никаков дигитален уред пред себе, туку ќе имат тетрадки и моливчиња, а наставникот ќе биде тој кој што ќе предава и ќе има интеракција за време на часот, а дигиталните уреди ќе си ги имат дома со веќе претходно инсталирани наставни програми и учебници на него и со него ќе работат дома. Тука вели во член 2: дигиталниот учебник според структурата е идентичен со учебникот во печатена форма, но е збогатен со мултимедијални содржини што представуваат на дополнување на основниот текст или лекцијата со филмови, анимации, видеоприкази, галерија на слики и задачи што овозможува побрзо достигнување на очекуваните резултати. Што значи дека ова ќе треба на некој начин да се следи со дигитален уред. Јас велам, како тие овие филмови, анимации, видеоприказни ќе ги следат доколку го нема тој уред пред себе. Се вадеа со изговор дека ќе има табла во дигитална форма, наместо заменска класична табла на зидот, ќе има дигитален уред кој што наставникот ќе ги презентира тие содржини. Друго прашање беше, како ако дигиталните уреди ги користат дома? Ние имаме семејства кои што немаат пристап до интернет. Како детето ќе ги истражува овие видеоприказни галерии кои што ги има таа мултимедијална, тој дигитален уред со мултимедијални содржини? И ме демантира, чекај, не скокај од темата.
Како да не скокам од темата кога ова е темата? Имаме социјално загрозени семејства кои што ако дома приклучат електричен шпоред, струјата им паѓа. Немаат основни услови да го издржат тој терет. Така, дали дел од аргументите кои ги пласираш исто така Монсе, дека досега и оние учебници кои ги имавме често беа со некакви содржини несоодветни, па промена не може да се направи, дека печатењето е веќе многу скапо, дека ова е некаква опција за нели еколошка поддршка за не се троши хартија и така натаму. Во секој случај каде вие се доближувате, а каде се разединувате со размислувањата, бидејќи се оди кон тоа дека реформи треба да има и онака образовниот процес и до сега со тие некакви образовни експерименти како што беше Кембридж наставата, па сега со овие нови реформи се наидуваат на отпор. Меѓутоа Кембридж системот не покажа никакви резултати, можеби недовербата доаѓа од таму дека повторно какви би биле резултатите во иднина. Иако тоа вака на хартија и како образложение од страна на министерката за образование и наука Мила Царовска звучи убаво дека ќе добиеме креативни поединци кои во таа интерактивна настава ќе научат да размислуваат со своја глава, дека ќе помине петкоманијата и така натаму и дека ова е дел од таа целосна реформа. Како ова го коментирате? Една работа да расчистиме. Ние не сме против дигиталните уреди. Нека ги има, но како дополнителна алатка. Нека биде учебникот оној кој што ќе ги води во учењето. Морам да напоменам, ова јавноста мора да го знае. Кога ние прашавме доколку сакаме да ги спечатиме учебниците, за да ги имаат пред себе, да им се олесни учењето, и дали тој учебник што ќе го испринтат училиштата, ќе биде ист како е учебникот во уредот. Тие ни рекоа дека нема да биде ист, тоа ќе биде као форма на некоја скрипта и нема да ги содржи оние содржини кои што ги има е учебникот. Јасно ни даде до знање дека иако и потенциравме, вие со ова нема да заштедите. Тука ќе имате дополнителни трошоци. Затоа што сигурна сум дека голем број од родителите и учениците ќе посакаат да имат печатена форма на учебникот, кој што нема да биде ист со учебникот во тој дигитален уред. Дупло ќе се трошат средства и на електронски уреди и на печатени материјали, кои што кога ги прашаме зошто како ќе одите од тој буџет кога училиштата до вчера има затворени сметки, ќе има прераспределба дали на локално ниво, па после на училиштата, така тоа би одело финансиски за да се издржи, да се реализира се тоа. Меѓутоа, нема да биде тој истиот учебник, иако го печатиме. Има многу големи пропусти. Многу големи пропусти и мислам дека по се што ни се случи ова недела во групата, закани, притисоци, дискриминација, јасно ни дава до слика дека на овој образовен систем му треба промени од корен, департизација, стручни лица да се воведат тука. На некои прашања не можеа да ми одговорат затоа што за таа работа изработувале стратегијата е работела Бирото за развој на образованието. Зошто реков не се овде? Јас побарав средба со лица кои што работеле на овој предлог закон. А тоа сте вие, како министерство, Бирото за развој на образованието и директорот на СОНК. И СОНК тука учествува. Зошто не повикавте еден представник од нив? Вие на ова прашање не можете да ми одговорите. Значи, вие не сте во корелација. Вие немате интеракција тука, кој што сработи. Не може така. Мора да му се даде одговор на овие граѓани. Сега останува после ова ваша средба, вашите барања до кога треба да одговорат на барањата. Вие конкретно барате да се стопира реформата или да се пролонгираат евентуалните промени што би се правела? Јасно ќе кажам, целата јавност го знае, ние сакаме овој предлог закон да се стопира. Да се отвори дебата, јавна расправа за овој предлог закон и да ни се даде нам, како дел од граѓанската иницијатива и да стручни лица, да
даваме предлози и да менуваме, да можеме да учествуваме во менувањето на реформите. Се разговараше на следниве точки. Дека хартијаните учебници задолжително треба да останат во образовниот систем. Нека има и дигитален уред, меѓутоа како дополнителен. Така. Второ, да се исклучи сеопфатното родово сензитивно образование. Трето, да не се спојуваат два или повеќе предмети во еден. Четврто, да се образложи и аргументира кратењето на фондот на часови, ова е важна тема, по одредени предмети и влијанието во наставниот процес за тие предмети. Да се создадат соодветни услови за инклузија на децата со попреченост, хендикеп и со посебните сеопфатно посебни потреби. Да се креират протоколи за одржување на настава со физичко присуство и задолжително да ни се овозможи учество на представници од ние како граѓански сектор да вршиме промени. Натаму, Ајде така. Што се однесува... Овие, само, извинете, овие точки ги разгледавме сите и побаравме за сите овие точки да решаваме и ние. Наставниците, кои што, ќе кажам јавно, претрпеа големи притисоци, ние не го криеме тоа. Ако фондот на часови се крати по одредени предмети, а ги има многу, во предлог законот може да се види тоа. Се кратат часови на физичко, се кратат часови по македонски јазик, се кратат часови... Имам повеќе и во самата имплементација што сака да ја направат да има два или повеќе предмети во еден. Зборуваме за интегрираните. Интегрираните. Така? Тука, ако ние сега не действуваме и не го спречиме овој предлог закон, и образовниот кадар ќе претрпи големи промени од септември. Кој може да остане без работа, кој ќе се обучи да предава сексуално образование или готвење и други вештини, мора да бидат свесни наставниците дека Добро, што се десува до тоа, моно уверуваш исто така дека тоа воопшто не ги загрозува работните места на наставниците и дека на некој начин ни објаснува како би се одвивала таа настава во тие интегрирани предмети, оние природни и општествени науки и така натаму. Сега вие што се вели реагирате превентивно, сметејќи дека по некоја ваша логика дека тоа нема да биде баш така. Споменавте тука и во вашите барања, а видов и во групата дека има голем број на родители кои негодуваат за тоа да содржината на учебниците не биде опфатено родово сензитивни теми и сексуалното образование да не биде вклучено во наставата. Каков е вашиот коментар за ова и нели сметате дека во едно демократско општество каде што веќе нели имаме и закон против дискриминација, дека е потребно децата да бидат едуцирани на известни теми кои можеби до вчера биле некакво табу и не биле правилно информирани, па и оттаму доаѓало до некаков говор на омраза и предрасуди. Видете, тука потенцираме да се исклучи во основното образование. Мислам дека оваа тематика не соодветствува првенствено на возраста на децата. Тука имаме наметнато. Од кого сметате дека е наметнато? Па ова е наметнато поради тоа што тие воопшто не направија анкета на родителите и децата за ова тематика. И јавно го кажа тоа на средбата, кој ги прашав како вие истраживте и дали е добро да се воведе тоа сеопфатното родово сензитивно образование, каже дека само наставниците биле запознаени и интервјуирани. Каде сме ние? Ние сме родители на малолетни лица. Зошто нас никој не анкетираше? Барем да не анкетира. Кој да, веројатно ќе се согласите дека нашите ученици многу често кога се спроведуваат некои анкети и мерања дека се со писменоста на многу ниско ниво и дека образовниот процес со години веќе нели покажува некакви индикации дека не е во ред, односно дека произведува генерации кои се функционално неписмени, голем дел од учениците не знаат да читаат и да пишуваат и така натаму. И промени секако дека се потребни. Како што така се направи промената со Кембридж, повторно ќе ја споменаме, која не донесе резултати. Зошто толку повторно ќе ве прашам голема недоверба во однос на тоа дека
реформите ќе донесат некакви резултати. Затоа што ние посебно овие 2 години Исто така ќе се согласите дека новите генерации се многу им се блиски дигиталните уреди и дека тие речиси живеат во тој свет на конечно целиот вокабулар им е на голем дел од учениците веќе фондот на зборови е на некаков чуден англиско-македонски јазик и така натаму и за среќа нели што го изучуваат јазикот во училишта. Ними ми е тоа блиско, можеби на родителите кои се малце се генерација која изучувала класична настава, каква што сме ние, да кажеме, можеби звучи сето тоа чудно и можеби оттаму е предрасудата. Ние кога... Дали е потребна адаптација, сепак, текот со новото време? Овој предлог закон биде пилот програма барем за едно одделение. Да го воведе ова како пилот програма во едно одделение, еве пример ќе ги речеме 6 одделение, како така веќе во таа возраст ни големи ни мали, нека се одвиваше 1 година, 2. Ако на крајот од тие 2 години би добиле заклучок дека ова е добро, дека придонело во нивниот психофизички и образовен напредок, тогаш ќе го имплементираме на сите одделенија. Да, како што беше впрочем поредно со оние експериментални паралелки, за секоја реформа имаше по една експериментална паралелка која требаше да ги покаже резултатите. Точно. Од друга страна, ние 2 години сме дома со нив. Гледаме онлайн настава. За мене тоа не е настава. Ние имаме само интеракција нема. Не може детето да биде во интеракција тоа како физичко лице со екран. Ние имаме само да наставничке, добро полузаспани, во кревет. Да, секако и дисциплината не може да се спроведе во домашни услови, онаа дисциплина и концентрација која е во училница. Тука ништо не е спорно. Меѓутоа, тоа беше нели принуда, едноставно состојбата го налагаше тоа да биде така. Но меѓутоа тука треба да се поттикне ученикот да стане, да си ги искаже своите ставови, да се ослободи, да научи да се изразува. Ние тука тоа му го заклучивме на децата. Ние ги заробивме, ги заклучивме. Им ставивме оклоп со тоа што они 2 години само климаат со главата и немаат интеракција во таа онлайн настава. И јас искрено се надевам дека од септември ќе функционира учењето со физичко присуство и конечно децата ќе се вратат во нормалниот свет кој што е неопходен за нив, за да се развива социоемоционално, психофизички, во било кој поглед. За разлика од ние кога учевме, имаме сега големи проблеми. Јас ќе кажам од моја гледна точка, јас 2,5 години работев како возач инструктор. Тоа се деца кои што од 17,5 години со потпис на родителите може да почнат обука за возач. Знаете со какви проблеми се сочував? Од тоа што се тие цел ден вака. Не му иде физички потребата да ја дигне главата и да се сврти лево-десно. Да види во сообраќај. Перцепција некако. Физички децата се ограничени веќе. Немаат страв, немаат, да речем, физичка реакција да го погледнат светот малце пошироко. Добро, тоа е независно сега од темата која не зборуваме за образованието. Значи, за писменоста разговарам. Да. Не само тоа. Имаме ученици кои што побрзо действуваат на странски јазик, на англиски јазик и на тастатура, отколку на хартија и да размислуваат сопствено, мислам без дигиталните уреди. Ова мора да се истражи како ќе се одвива после кога тие ќе тргнат на факултет. Затоа што на факултет имаме тон учебници, скрипти. Поврзано е. Добро, веројатно образложението би било тоа дека денеска и дури и студентите многу често користат многу повеќе пребарувачи PDF формати, користат Google пребарувач, истражувања прават, се сведува на оние проекти, многу веќе голем дел од оние студии кои тоа го возможуваат.
некои од студентите, како што е медицина, треба да се присутни, нели, на практични вежби и така натаму. Меѓутоа, претпоставувам дека одговорот би бил тој, дека преносот, дека ние не можеме во овој век и во ова дигитално време да го избегнеме тоа што се случува. Што натаму, Драгана? Отприлика го слушаме вашето мислење, доколку рековте од понеделник не се усвојат барањата, вашите барања не ве вклучат на некој начин во натамушните промени кои ќе се прават евентуално до донесување на законот, се заканевте и со протести, но и со бојкот на наставата. Прв проблем, да речем, не е проблем, меѓутоа, еве јас јавно ќе кажам, вчера побаравме на средбата да има записник, да се цела тематика која што е дебатирана и разговарана и сите точки се да биде сведено на записник. Кога ја завршивме средбата, не сака да ни го дадат записникот со оправдание дека треба по меморандум и министерката, иако не била присутна на средбата, да го потпише. Јас културно ги замолив да ни го пратат барем на имейл. Да го имаме. Тоа се важни работи кои што се случиле. Се дебатирало за важни теми. Јас се уште го немам тој имейл. Јас денес повторно звонев и се обратив дека сум тука и дека јас записникот сакам да го имам како дел од и учесник во таа средба. Се уште немам одговор. Првенствено тоа. Ние кажавме дека ќе дадеме време да седнат, да размислат, да видат што се бараме, да ни одговорат. Доколку не ни одговорат, оваа граѓанска иницијатива ќе го искаже своето незадоволство. Ќе искаже својата граѓанска непослушност, барат протести родителите. Јавно да видат колку овој народ е загрижен и засегнат со овој проблем. А потоа, секако, доколку не се стопира, ќе одиме преку граѓанска иницијатива правно да го решиме овој проблем со петиција. Драгана Спасовска, ви благодарам што гостувавте и отприлика ги отворивме темите кои се многу чувствителни и многу важни. Според мене исклучително важни да бидат присутни во медиумите со една широка консултација на стручни лица, на луѓе од Бирото за развој, на оние кои се од Институтот за педагогија, па и представници од Министерството за образование и наука. За жал во овој миг некое медиумско присуство такво нема, јавноста се информира еднонасочно и од вашата страна и од нивната. Аргументите се тие, тоа што можевме да го направиме во овој миг. Ви благодарам многу и сите се надиваме на еден позитивен исход. Позитивен исход за доброто на децата конечно. Точно. Ви благодарам многу. Ние уште еднаш ќе кажам, бараме образование по мерка на ученикот. Ние сакаме такво образование, не партиско, туку се да се сведе по мерка на ученикот. Многу ви благодарам за гостувањето во оваа емисија. Мислам дека на граѓаните ќе им стане јасно што се бараме, кој сме, што сме и дека ние чисто како родители, без никаква партиска позадина, сакаме да ги оствариме правата на нашите деца. Ви благодарам. Ви благодарам.